Здраво, другарчиња. Еве не денес повторно заедно. Јас сум Нена, воспитувач од детската градинка Рахилка Гонева од Свети Николе. Мојата денешна активност би сакала да им ја посветам на сите здравствени работници, на сите лекари, медицински сестри, техничари и да им се заблагодарам од моје лично име, а и од ваше, за нивниот труд и посветеноста во работата во изминатиот период. Токму тие се луѓето кои секојдневно ги гледаме на телевизија и ги слушаме нивните совети. Она за што најчесто слушаме овие денови се вируси и бактерии. Па затоа, драги другарчиња, за вас денеска подготвивме убави активности и уште поинтересна приказна, за да ви објасниме што се тоа вируси и бактерии, каде се наоѓаат и како најлесно да се ослободиме од нив. Но пред тоа, сакам да се запознаете со некого. Добар ден, деца! Јас сум доктор Јованов. Дојдов овде, бидејќи дознав дека вие сите сте многу умни дечиња и дека многу си ја сакате вашата градинка. Но бидејќи сега сме дома, ние сите заедно ќе се потрудиме градинката да ја внесеме во сечиј дом. И уште нешто, дечиња, сакам да ви кажам. Јас знам дека повеќето од вас се плашат од нас докторите, но знајте дека навистина нема потреба. Ние секогаш сме овде за да ви помогнеме и да ви дадеме некој корисен совет. Добар ден и од мене. Јас сум Ана и работам како медицинска сестра во детската градинка. Добро кажавте, докторо. Овие се најумните дечиња, а ова е најубавата градинка во светот. Иако нашите дечиња сега се дома, ние продолжуваме со нашето дружење и нашето учење, но на еден нов, поинаков и посовремен начин. А тоа е преку нашата е-занимална, на Facebook страницата на нашата градинка и преку YouTube каналот. Ние секојдневно за нашите дечиња подготвуваме убави активности и содржини, но денеска сакам да повториме за хигиената. Зошто велам да повториме? Па затоа што дечињата кога се во градинка, со своите воспитувачки и негователки, многу добро си одржуваат својата лична хигиена, ги мијат рачињата. Но сега, бидејќи подолг период се дома, истото тоа треба да продолжат и дома да го прават. И затоа треба сите да знаеме дека хигиената е половина здравје. Зошто велиме така? Сега ќе ви раскажеме една многу убава приказна за малиот Марко кој не сакал да си ги мие рачињата. Слушнете ја приказната, погледнете ги убавите слики и на крајот сите заедно да се потрудиме да донесеме еден убав совет и една корисна поука не само за децата, туку и за нас возрастните. Малиот Марко си има другарчиња. Тоа се Мартина и Иван. Со нив се дружи секој ден. Еден ветровит ден, дедо Филип реши да го изненади своето внуче и да му направи змеј. Сите беа возбудени и почнаа да помагаат. Сечеа, лепеа и на крајот змејот беше готов. Во работата се вклучи и тато Зоран. Тој донесе јаже, го врзаа змејот и го вивнаа високо во облаците. Каква забава беше тоа! Сите лудуваа, трчаа, скокаа. За да биде забавата уште подобра, се погрижи мама Весна. Таа донесе топли колачиња и сок. Но пред тоа им рече на дечињата: ајде бргу сега сите во бањата, за да си ги измиете рацете. Браво, браво за мама Весна, викаа дечињата. Но кога дојдоа во бањата, Мартина и Иван послушно си ги миеја рачињата. Само Марко беше намортен и постојано
негодуваше. Зошто секогаш морам да ги мијам рацете? Па тоа е толку здодевно. Кога Марко остана во бањата сам, слушна дивок глас. Марко, Марко, погледни ме, тебе ти зборувам. Јас сум твоето ангелче чувар. Дојдов овде за да ти кажам нешто многу важно. Марко се изненади, но внимателно слушаше. Марко, дали знаеш дека насекаде околу нас има мали, невидливи суштества? Го праша ангелчето и потоа продолжи. Нив ги има насекаде. На секое неизмиено овошје, зеленчук и потоа завршуваат на нашите раце. Но тие се многу опасни, бидејќи можеш да се разболиш, му рече ангелчето. Марко слушаше и потоа веднаш се подзамисли. Но не грижи се, јас тоа нема да го дозволам. Секогаш ќе бидам овде, за да те подсетувам дека треба да си ги миеш рацете со топла вода и со сапун. Но исто така, треба и да го измиеш и овошјето и зеленчукот пред да го изедеш, му рече ангелчето чувар на Марко. Кога го слушна Марко тоа, веднаш го зеде сапунот, пушти вода и почна да си ги мие рацете. Кога излезе во градината, седна на масата, се уште беше зачуден и почна да им раскажува на своите другарчиња и на родителите што му се случило во бањата. Сите внимателно слушаа, а мама Весна и тато Зоран не можеа да се изначудат. Дали тоа навистина беше нивното детенце? Дали е ова истиот Марко што секогаш правеше проблеми кога требаше да му се сечат ноктињата, да му се чистат ушињата или пак да се исчешла? Утредента во градинката Марко беше многу важен. Дури и наставничките забележаа дека тој денеска е многу чист и уреден. Тој продолжи да им раскажува на другарчињата што му се случило во бањата, а тие внимателно го слушаа. Почнаа да си ги загледуваат своите рачиња, престанаа да ги грицкаат ноктите и да ги ставаат играчките во уста. И Марко беше среќен. Вечерта, пред да си легне Марко убаво се изми, мајка му дојде да му посака добра ноќ. И кога остана сам, Марко му се заблагодари на своето пријателче, ангелче, чувар. Ти благодарам, другарче мое, за советот. Сега знам дека за да останам здрав, треба да бидам чист. И ништо повеќе не ми е тешко. Така, другарчиња. Се надевам дека ви се допадна многу приказната за Марко и дека сите заедно ќе извлечеме една корисна поука за тоа. И повторувам, нема зошто да се плашите од докторите. Треба внимателно ги слушаме нивните совети и да ги си слушате вашите родители, затоа што така брзо сите заедно ќе се ослободиме од лошите вируси. Еве, погледнете ја сликата. Гледајте како ова девојче е толку весело додека се мие, додека пак бактериите се намуртени и бегаат од водата. Иако мислиме кога ќе погледнеме околу нас дека е чисто, ние се лажеме. Затоа што бактериите се насекаде околу нас. Еве, погледнете ја оваа слика. Ги има во веце школката, на кваката од вратата, на вашите тетратки, на моливчињата, на телефонот, на вашата топка со која играте надвор и на крајот сите тие завршуваат на вашите рачиња. Затоа, другарчиња, важно е да знаеме дека треба често да ги миеме рацете со топла вода и сапун. Но често се поставува и прашањето колку долго време треба за да си ги измиеме рацете. Па еве отприлика колку што трае оваа детска песничка.
Ние сме деца малечки, чисти сме дотерани, тра-ла-ла-ла секој час, рачиња си мијам јас. Тра-ла-ла-ла секој час, рачиња си мијам јас. Така, дечиња, еве за вас една убава и певлива песничка, па ако се уште има меѓу вас некој како Марко што не сака да си ги мие рацете, еве еден забавен начин како полесно да го направи тоа, значи пеејќи е оваа песничка. Ајде сега да ги погледнеме заедно овие слики, да воочиме и да размислиме како изгледаат валканите и како изгледаат чистите рачиња. Погледнете ја сите првата слика. На првата слика, деца, гледаме валкани рачиња, полни со вируси и со бактерии. Втората слика ни покажува кога млазот вода веќе ќе ги допре рачињата, бактериите полека почнуваат да паѓаат. На третата слика веќе имаме чисти раце. Значи рацете сме ги измиле, а бактериите исчезнале како со волшебно стапче. Од сето ова што досега го кажавме, најважно е што? Дека бактериите се невидливи со голо око. Нив не можеме да ги видиме. Можат да се видат само во специјални лаборатории и со специјални направи кои ги користат докторите, и тоа се вика лупа. Уште што е друго важно? Погледнете ја првата слика. Гледаме дека децата си го допираат лицето. Што мислите? Дали е исправно ова, дали треба да правиме така? Секако дека не, другарчиња. Значи, со рацете никако да не ги допираме очите, носот, устата и лицето. Затоа што така најлесно ќе им овозможиме на бактериите да влезат во нашето тело. На втората слика вели што повеќе време поминувајте дома. Да, останете дома и најдете си своја забава. Но ако веќе треба да излезете надвор, правете го тоа со вашите најблиски и не се движите во група која што брои повеќе луѓе. И, најважното од се, мијте ги често рацете со топла вода и сапун. И за крај, една предложена активност која е многу едноставна и се вика валкани и чисти рачиња. За да ја изработите оваа активност, ќе ви бидат потребни вештините кои што ги вежбавме во градинка и ги усовршувавме, тоа се цртање со моливче и сечење со ножички. На бел лист хартија ќе го преполовите, на едниот дел ќе направите валкани, а на другиот дел чисти рачиња. А доколку сакате да бидете покреативни, можете да изберете било која сликичка од нашето видео и да направите ваша изработка на нашата денешна тема. Ви благодарам и ги очекувам повторно вашите изработки. Чао!